секој дружење со Татјана Павлова, наша позната нутриционистка. Мене ми е особено големо задоволство и верувам дека ќе ви биде и вам денес причина плюс да не проследите во наредниме, па би рекла можеби и половина час. Секој нејзино гостување е приказна за себе и денеска се радувам што ќе бидеме информативни и едукативни кога станува збор за солта во исхраната. Многу често, па би рекла дури можеби во секојдневното меню солта е многу присутна, Татјана, но колку е здрава, колку и во какви количини треба да ја конзумираме или препорачуваат нутриционистите да се конзумира, какви се видови на соли имаме во нашата земја или можеби можеме да си произведеме дома. Денеска опуштете се овие 30 на минути и уживајте во следниот разговор кој што ни следува, а како што нагласив, навистина ќе биде едукативен. Татјана, добре ни дојде повторно во кујната и благодарам што вака заеднички договоривме навистина убава, актуелна тема и едукативна. Добро утро, Цеце. Што да кажам после ваква најава, навистина ти благодарам. И особена чест ми е доколку со моите совети некому помагам. Помагаш не некому, на многумина. Така ќе биде и денеска. Јас би сакала нашите колеги да ни ги покажат овие мини чашки со различни типови на сол, па можеме да ги презентираме, Татјана, која каква сол е и зошто денеска одлучивме да зборуваме токму за солта. Која е улогата на солта генерално нели во исхраната на луѓето? Вообичаено ќе слушнеме, не јадам сладко, меѓутоа стомакот ќе ми се подбе. Повеќе сум кон соленото. Меѓутоа и солта е една од оние основни намирници кои што мораме да научиме да ги менаџираме. Точно на пазарот кога ќе застанеме на рафтовите имаме најразлични видови на сол и сега еве јас кога застанав реков и сега што? На светскиот пазар се нудат најразлични видови на сол. Улогата на солта е голема, исто како и лебот, исто и како маслодајните култури, како и водата и солта си има некоја своја историја. И со векови, значи, во човештвото правела еволуција, значи се користела за производство на најразлични производи и некои од тие технологии се задржани до денеска. Најпрвично, значи солта пред нели да индустријата да се развие, да ги имаме условите кои што ја чуваме храната денеска, значи солта се користела како конзерванс. И тоа е многу интересен технолошки процес што всушност правела солта, особено месото и рибата. Биле обложувани со сол, бидејќи солта ја абсорбирала водата и на тој начин, значи, ги спречува патогените микроорганизми да го расипуваат месото, рибата, сирењето, млечните производи и така натаму. Гледате колку намирници набрав каде све солта ја има. За да може, значи, во периодот кога не била достапна таа храна да биде консумиран. Па не случајно и денешната туршија, кога се прави на традиционален начин, се додава сол. Значи... Па и до ден денес многу пати знаеме да сретнеме во секојдневието луѓе кои што нели при процесот на готвење нели ставаат солите конкретно за рибите, можеби да ги маринираат една вечер однапред, за да може да се печат на пример или пржат следниот ден, а да не се расипат. Исто е така и со месото, така што се што има сол подолго трае. Така, ситуацијата е во улога на конзерванс. Точно, ние ќе ги спомнеме после тоа како што велиме дека производите, односно ние што ги купуваме во маркетите содржат скриени шеќери, така има и скриени соли. Да, точно, ќе ги наведеме после тоа и дури ќе се изненадиме каде све солта ја има. Значи солта е нешто неизбежно. Значи сепак на организмот му е потребна, особено сега во овие летни денови. Не можам да речам дека треба да јадеме посолена храна. Не се сложувам со тоа. Треба да ги запазиме мерките кои што ни ги дава Светската здравствена организација. Меѓутоа, солената храна игра улога. Зашто? Значи, натриум хлорид е основното соединение со кое што ние за сол така и се среќаваме дури у најрана возраст, еве 7-8 оделение кога првите почетоци на хемијата. Значи всушност натриумот е соединението кое што игра многу голема улога во одржување на хомеостазата на клетката, во одржување на електролитниот дисбаланс. Односно, ако го нема натриумот, настанува одреден дисбаланс во нашиот организам. Но натриумот е тој што придонесува и за покачување на крвниот притисок.
Поради тоа солта денеска особено ќе истакнеме кај лицата кои што страдаат од хипертензија, од бубрежни заболувања, од срцеви заболувања, токму поради тоа сакав овие формулации на сол ние денеска да ги објасниме и да ја објасниме улогата на солта. Пред да го направиме тоа, Татјана, бидејќи ја спомена Светската здравствена организација, кои се мерките или параметрите за дневно количество на сол во организмот? Без разлика дали сме лето или зима, претпоставам, не знам дали има некакви разлики, меѓутоа колку дневно е дозволено и потребно на телото. Точно. Светската здравствена организација вели не повеќе од 5 грама, или тоа би значило не повеќе од една кафена лажичка. Така. Меѓутоа, дали се придржуваме ние кон тоа? Не, тешко. Така, ние во една сакаме салата да си позасолиме малку повеќе. Дали сме приметиле некогаш, еве ќе спомнам, ќе изедеме чипс, ќе се напиеме вода и нашиот стомак ќе се подуе, така? Да. Што се случува? Значи, бубрезите ја задржуваат водата во организмот. Тоа е резултат на натриумот. Солта која што е внесена во поголеми количества. Точно. Може вака народски кажано како ова сега пред малку што го сподели, што се друго од негативна гледна точка може да предизвика солта или поголемиот внес на сол во нашето тело? Ако нели се случува сето тоа. Задржување на течностите. Што е негативниот ефект? Значи, прво задржување на течностите, затоа што тука ги оптеретуваме и бубрезите. После тоа сува уста. Станеме од сабајле, значи ние дента претходно многу вода. Воопшто, значи еве да не консумираме многу сол, препораката наутро една чаша вода да се напиеме, бидејќи сепак и во текот на ноќта нашето тело дехидрира. А водата е број 1 за хидратација. После тоа сува уста, како што кажавме. Хипертензијата, ризикот од кардиоваскуларни заболувања, ризикот од мозочен или срцев удар. Така да тие се некои, особено сега во летниот период, да, и со високивите температури и со промените во односно тие температурни разлики се си прави своје, па треба да се внимава и тоа како на здравјето. А многу често знаеме да потенцираме дека некако се потекнува од исхраната, кога станува збор за здравјето, така што внимавајте како се однесувате со исхраната или што се секојдневно весувате. Ајде да ги подраскажеме солите кои што ни ги донесе. Тука имаме 5 типови на сол, Татјана. Јас само ќе кажам по што се цени параметрот дали е квалитетната солта или не. Добро, значи како што го спомнав, натриумот кој што ја игра клучната улога? Значи негативна во случајов при избор на сол, ќе кажам, не дека е тој негативен елемент, набројав колку позитивни бенефити на нашиот организам му носи, не можеме без него. Ќе го спомнам калиумот. Сега калиумот е пријателот во оваа ситуација. Калиумот е буквално пријател на кардиоваскуларното заболување. Калиумот е оној елемент кој што го носи калциумот во организмот, го транспортира на вистинското место. Значи одговорен е за коските, за растот и така натаму. И солта ја проценуваме, велиме, нека има поголемо количество калиум отколку натриум. Добро. И сега, ако тргнеме, прва... Значи, кога ќе избираме сол, треба да гледаме на декларација колку има калиум? Пожелно би било. Меѓутоа, поради тоа, технологијата и производите на пазарот формулирале калиумова сол. Ете, првата. Значи, вака налик може би не се разликува од она обична готварска кујнска сол, јодирана, како да ја кажем. Меѓутоа, речи си да нема натриум. Во калиумовата сол? Да, значи тоа е специјална формулација направена и на светски пазар, значи какви све видови сол постојат. На вистина, ќе речеме дека ние немаме ништо од сето ова што ни го нуди нашиот пазар. Значи, ова е формулација на сол која што е направена претежно за категорија на население што страда од хипертензија и покачен крвен притисок и срцеви заболувања. И еве првично, точно. Значи, тоа се едни од 4 водечки незаразни заболувања, сме ги спомнувале. Меѓутоа, кардиоваскуларните заболувања се број 1. Така. Значи, калиумовата сол е особено наменета за таа категорија на население. Значи, што кажав? Речиси натриум има во трагови, а поголемо е количеството на калиум. Тука имаме втората сол, морска сол. Ова е некоја средна, значи на пазарите ќе ја најдеме и покрупна.
Значи, морската сол, значи има интересен минерален состав, меѓутоа доминира натриумот. И веќе тука навистина треба предпазливост со неа. Од кој аспект? Во грамажата, во количината, во дневниот внес? Во дневниот внес. Добро. Значи, како можеме сите овие соли ние да ги комбинираме? Јас би рекла комбинирана употреба нивна. Значи, треба цела едукација, Татјана, за луѓето дома да знаат како... Па затоа сме ние тука. Како да користат сол. Да, убаво е, да. Тоа затоа сме ние тука. Затоа сме ние тука да едуцираме малку. Така. Значи, морската сол да се користи многу внимателно и онаму каде што треба. Јас лично, само во одредени некои медитерански рецептури ја ставам, или риба ако правам, или имам еден специјалитет фокаче со научта, велам кај што ставам рузмарин, па тука интересна ми е крупната морска сол. Да, така. Во туршијата се користи. Повторно да се вратам, кога солиме зелкан или на есен, како конзерванс, да. Значи, солта првенствено има улога да биде и конзерванс и подобрувач на вкусот, нели? Несолената храна не сме многу. Третата не е розевата хималајска сол. Хималајската сол, мислам дека еднаш јас и ти ја спомнавме, ја коментиравме дека многу често во секојдневието на луѓето кај нас во Македонија, знаеме да кажеме користиме хималајска сол, затоа што сите мислиме дека е многу здрава. Да. Колку е здрава? Многу е здрава, па можеме вака да си ја црпиме. Све што не е од наше поднебје, ја викам да се користи умерено. Значи, она има многу добар минерален состав. Добро. Но е сиромашна со јод. Ние сме општо население кое што имаме дефицит на јод. Инаку, хималајската сол има одличен состав, односот натриум и калиум е одличен. Значи, поради тоа велиме, може да се користи, но содржи железо, иако во трагови, но го има. Содржи селен. Јодот и селенот знаеме дека се големи имуностимулатори, особено на сите оние кои што страдаат од заболување на тироидната жлезда, каде што недостасува јодот. Значи, магнезиум содржи, има доста микроелементи или минерали, што би ги рекле ние, кои што се корисни за нашиот организам, но намалено количество на јод. Бидејќи сме нација, како што реков, на која што и недостасува јод, произведувачите имаат и некое задолжение да ја фортифицираат, односно да ја збогатуваат солта со јод. Добро, извини, за јодот во првите две? Да. За јодот е во убава количина, особено во морската сол, да. Во морската? Во морската сол, да. Во калиумавата исто има, меѓутоа, ќе реков, репер за да ја цениме, да го цениме квалитетот на солта е односот натриум-калиум. Натриум-калиум. Заради тоа можеби ги потенцирав тие две. Добро. Следната е, ова е специјално збогатена во гранулини е тука дадена, значи хималајска сол збогатена со јод. Значи, напакувањето беше потенцирано дека да. И ова би рекла дека е еден добар избор на сол која што можеме да ја користим. Но за која и да е, препораките се 5 грама или една лажичка сол. За било која? За било која сол. Значи, на крај доаѓаме до мојата... така. Твоја омилена или ова е можеби оваа чашка ни е инспирација за ова денешно гостување и за оваа денешна тема. Ајде јас да не зборувам во твое име, ова е... Мене ми е жал што не успеав да ја добиам пред емисијата, но успеав јас да ја направам, ова е целерова сол. Јас кажав и во генералната најава денеска дека тоа е нешто што ти ми го откри дека го нема тука на пазарот во нашата земја. Го има најблиско во соседна Србија. Меѓутоа е производ кој што насекаде се користи нели во светот, во многу земји. За жал тука кај нас го нема како официјален производ, ама можете да се ја подготвите во домашни услови како Татјана што си ја подготви денеска за потребите на утринската нателма. Целерот е растение кое што веќе почнавме, ние го имаме во цела година, во текот на цела година, да. Значи, еден од моите омилени зеленчуци, ќе го кажам зошто. Да, сега малку ќе се фокусираме и за целерот и зошто е корисен и зашто треба да го потребуваме и така натаму. Само да солта да ја довршиме, значи зашто станува збор? Станува збор за сушен целер помешан со обична кујнска јодирана сол. Значи целер помешан со обична кујнска јодирана сол. Добро. Или можете било која од овие видови на сол да ја помешате со и сушен целер. Не случајно ние билките и ги сушиме, ги консумираме како чај. Значи со самиот процес на дехидратација на сушење они задржуваат одредени исто елементи.
хранливи вредности. Па што задржува целерот? Целерот значи ја збогатува солта со калиум. Ете го калиумот, повторно тука. Да. Кој што го зборевме дека е многу потребен. Значи, целерот е познат и како диуретик. Па во мали количини, значи не можам да речам дека ако сега седнеме и користиме исклучиво целерова сол, не знам колку течности ќе isfрлиме од организмот, но самата сол по себе има диуретско дејство. И еве уште една добра варијанта кај луѓе што страдаат од висок крвен притисок да ја користат. И сега вака некако би ги набројала по Може само уште еднаш да потенцираме како се прави, бидејќи ја нема да се купи целеровата сол кај нас. Како ти ја направи? Си сушиме целер, значи го сушам на традиционален начин. Така. Сега и топли се. И топло е. Да, точно. Добро да е исацкан, значи и се остава само од време на време нели се се промешува со цел да не се развијат одредени микроорганизми кои што може квалитетот на целерот да го расипат. После тоа се ситни во ова е конкретно правено во мелница за кафе, затоа е толку ситна. И се меша со солта. Може да се суши и во рерна, значи од прилика на од 50 до 100 степени, може и така да се суши, да. Овие топли денови се и повеќе од идеални за да се суши во природни. Па сега нели береме чаеви, сега ги сушиме, така тоа е периодот. Тоа е периодот. Добро, значи имаме целеровата сол како последна и како причина за денешниот разговор, затоа што впрочем и оброкот на денот или денешниот рецепт кој што е всушност свежа салата со целер и со јаболка, секако ќе биде зачинет и со целерова сол. Да, така. И само јас некако по скала на квалитет би ги Така ги имаш и поставено? Ќе ги споменеме така, значи зборуваме, денес ми е категорија на луѓе што страдаат, повторно ќе кажам, од хипертензија. Значи, на прво место е калиумовата сол, целеровата сол, хималајската сол, а на последно место се обичната јодирана и крупна сол. Значи, со нив треба да се внимава. Светска здравствена организација вели дека 75% од храната, од солта што ја внесуваме е преку храна купена во маркетите. Сега тука тоа важи и за кај нас, претпоставувам. Па и за кај нас. Особено тоа каква нација така, точно. Правено истражување во 2013 споредено со најнови истражувања. Зборувам на светско ниво. Значи, проценето е дека 2013 светското население користело дневно од 6 до 12 грама. А дозволено е само 5? Дозволено е до 5. Да. Значи, 2013 денеска се користи од 9, значи по човек збориме, 9 грама дневно, значи речи си дупла доза секој од нас зима дневно, до 12%. И поради тоа, значи, тука се препораките и тука е Светската здравствена организација да апелира, ако направиме едно истражување, можеби ќе излезе многу повеќе. Многу повеќе. Па јас тоа сакам да кажам, знаејќи ние каква нација сме и колку не секогаш знаеме да внимаваме кога е здравјето во прашање, знаеме да внимаваме, оној пат нели кога ќе дојде некаква за жал немила ситуација во поглед на здравјето, па тогаш можеме да промениме некои работи. Меѓутоа факт е дека треба да веднаш да си ја внесеме промената во својот живот и ние да бидеме причина за некој друг покрај нас да се промени или да ја направи истата промена. Така што се надевам дека денеска ние ќе промениме некои ставови кај публиката во поглед нели на солта и дозволениот внес за сол дневно. Така, само накратко да ги спомнеме Цеца каде се оние скриени намирници на сол, каде све можеме како скриена сол да ја најдеме. Значи, дури тоа се некои намирници кои што имаат сладок вкус. Например, ќе го спомнам корнфлексот. Во корнфлексот значи имаме сол? Да, во корнфлексот има додадено сол. Одредени шумечи таблети. И во шумечи таблетки? Во шумечи таблетки може да се најде, да. Исто така, ќе се изненадиме, меѓутоа минералната вода содржи сол. Ако оставиме еве вака во чашка малку да испари, на дното ќе видиме талок. Да. На дното ќе видиме талок и всушност тоа е солта. И тоа се зависи од произведувачот колку ја користи, тоа не знаем. Прашокот за пециво исто така содржи скриена сол. Да не зборувам за оние... Тоа се микрограми, претпоставам многу мало количество, меѓутоа сепак е како што велиш скриена сол и таа се внесува во нашиот организам. Затоа препораката ми е да не ја солиме многу храната бидејќи ја зимаме од други места. И веќе има некакво количество на... За да не го прекорачиме оној препорачан внес од 5 грама дневно.
Така е. Значи, било која сол да ја конзумирате, препорачаниот внес од Светската здравствена организација е само 5 грама, или тоа е една мала лажичка. Да, кафена лажичка. Кафена лажичка, да. Така што многу треба да се внимава на ова. Така. Татјана, некако историски фативме многу работи. Ги раскажавме детално солите кои што ни ги донесе ти денес во студиото, меѓутоа најмногу акцент даваме денеска на целерот и на целеровата сол, која што Татјана ни си ја направи во своји домашни услови и сподели и како можете и вие дома да си ја подготвите. Ајде да преминеме на рецептот. За денеска имаме свежа салата од целер и од јаболко. Вака некако ми личи на зелена убава салата, со оглед на тоа што сите намирници ни се во зелена боја, а и не знам, ретко вака среќавам некој целерот да го користи во салата. Така што денеска ќе дадеме супер совети и малку луѓето да си го обноват домашното мени. Значи, бидејќи температурите се високи, нашето тело треба да биде хидрирано. Токму поради тоа ги одбрав сите овие намирници. Едно гранче целер, ќе кажеме дека има само 10 калории. Значи, поради тоа целерот влегува во храна која што е нискокалорична. Во овој случај, значи, постојат две врсти на целер кои што можеме да ги најдеме на пазарите. Ово е целер што се одгледува по специјално за листи, значи се користи зелената лисна маса. Додека ние во маркетите можеме да најдеме и целер кој што има кртова. Односно земниот дел го користиме. И многу често знаеме, значи, особено зимскиот период, користејќи го во чорбите, да си го фрлиме зелениот квалитетен дел, а да си го користиме картолестиот дел. И тој кога ќе биде преработен, можам да кажам дека при преработка, особено на тие картолести зеленчуци, тоа технички треба да се обработи. Да, значи се ослободуваат многу шеќери. Да? И при тоа? И при тоа, да. Заради тоа мораме да знаеме технологијата на храната, мораме да знаеме како се приготвуваат, што се случува при тие технолошки процеси. Да, и убаво спомена, многу често овој дел го фрламе. Да. А всушност ова е многу не похранлив, меѓутоа еднакво хранлив, а и нискокалоричен. Едно гранче само 10 калории. Убаво забележавте дека све е зелено. Зошто? Заради тоа што содржи хлорофил. Хлорофилот во исхраната на луѓето игра огромна улога, особено за алкализација, чистење на црниот дроб, односно при консумирање на свежа зелена храна ние на нашиот црн дроб му дозволуваме правилно да работи. Ете, тука е улогата. Бидејќи температурите ни се високи, ова салата која што денеска ја одбрав е идеална за првично да не освежи, да не хидрира, да ни даде доволно витамини и доволно вода. Значи, од секој аспект, да. Ако кажеме дека краставицата има 99% вода, целерот има 95%. Да? Да. И јаболкото има околу 90. И не случајно јаболкото, значи гледачите можат по нивни избор. И јас секогаш кисело бирам, еднаш мислам дека разговаравме околу јаболкото, зеленото јаболко содржи многу С витамин. И кога бирате, особено луѓе кои што сакаат да се стават на одредени режими на исхрана или isfрлуваме одредени намирници, или во плановите на исхрана внесуваме све што е зелено. Зошто? Затоа што прво има доста голема хранлива вредност, не држи сити, има доста диететски влакна и нема многу калории. Затоа реков, една стеблика целер содржи 10 калории. Ние тука имаме 30 калории. Само. Така. Да преминеме на подготовка? Да преминеме на подготовка, нема проблем. Вака. Дали јас треба нешто да ти помогнам, Татјана? Не, само ќе се дискутираме. Да, значи, ќе го... Што би спомнала за целерот? Да, може да спомнеме за целерот. Предпоставувам дека луѓето нели го користат во својата секојдневна исхрана или во своето домашно мени, меѓутоа како што кажавме, постојат многу митови дека можеби овој зелен дел од целерот често завршува во канта за отпадоци, а треба да заврши кај нас во стомак. Така, значи при изборот кога купуваме целер, најпрво значи треба да бираме да бидат убави јадри гранчињата, значи да не се виткаат, лесно да се одвојуваат, било да е картолест дел, било да е само за листот гледуван, значи да нема жолти дамки, да нема кафеави дамки. Еве овој веќе седел во маркет и одма се приметува дека има некоја промена кај него
него на станата. Значи, од прилика да не е повеќе од 7 дена, да не стои на рафтовите во маркетите повеќе од 7 дена. Добро, нормално дека свеж е најдобар. Точно, вкусот е многу интересен. Значи, не знам, Цеце, дали си пробала ти свеж целер во салат? Пробала во коктел. Интересен е, мора да признам. Да, точно. Ама сега во салата... Кога мислиме дека сме на детокс, нели, целерот ни е прво тука џумбир целер. Да, и тоа има некоја улога, бидејќи точно ги вади и течностите, не ги отстрануваат вишокот течности од организмот. Значи, да се сече непосредно пред консумација, како што ние ова го направивме, затоа што ако јас ова го исечев дома и го донеса вака, меѓувремено ќе оксидираше. Што значи тоа? Одредени состојки, односно витаминот С, например, најлесно би изреагирал, ќе дојде во контакт со кислородот и ќе изгуби својата хемиска вредност. Значи, друго за целерот. Целерот, нели рековме, е диуретик. Содржи одредени соединенија кои што, како го рековме, апаминот, кој што исто така помага при обновување на желудечната обвивка. Значи, пријател е на дигестивниот систем. Значи, содржи доста... Овдека од прилика имаме 5 грама... Во било кој дел од растенијето се содржи тоа? Да, во било кој дел. Да, точно. Земјениот дел или овој зелениот? И земјениот дел е убав. Например, онаа витаминска салата зимно време што си ја правиме, дали сте пробали со да изрендате целер? Значи, скроз друг е вкусот. Ние го избегнуваме целерот токму поради тоа што сме презаситени веројатно од чорбите што ги правиме и таму вкусот на целерот е сменет. А свежата структура на целерот има скроз друг вкус. Значи, причина да пробаме. Препорачувам да се користи во свежа состојба и да се користи готвен на пареа, велиме, затоа што најмногу ги задржува хранливите материи, меѓутоа, ете, не сме научени ние да го користиме како печени компирчиња. Исто има многу зачинет, навистина е многу интересен вкус им. Така да на дечињата треба веќе постепено некои такви намирници да им се дават да се учат од рана возраст. Од рана возраст, точно. Добро, сега ќе ставиме едно јаболко. Едно и значи ако е помало, 1,5 јаболко, ова мислам дека беше некоја средна големина. Добро, ти спомена дека и сам општо и салатите можат да се бидат нели по избор на намирниците на гледачите, меѓутоа во секој случај да фокусот да го дадат на целерот, затоа што претпоставувам дека можеби и не толку често го употребувале во исхраната, а особено вака во форма на салата. Навистина препорачувам да се проба салатата. Чекај да видам тука како да имавме една љупалка. Дали сакаш? Дај, ајде, ако добро ќе завршиш работа. Точно, да. Да, бидејќи сме на само нели неколку минути до крајот на оброкот на денот, при крај сме претпоставувам и со салатата. Ова е уште еден начин да ви покажеме дека можете во домашни услови брзо, едноставно, за кратко време нели да си подготвите здрав оброк, а со оглед на жештините кои што ги имаме, претпоставувам тоа е една од причините на Татјана зашто одлучи денеска рецептот да биде токму свежа салата со целер и со јаболко. Секако ќе зачиниме со целерова сол, која што таа ни ја подготви и за која што пред малку ние зборувавме. Сите вие кои што можеби не фативте, не следевте од самиот почеток на денешниот оброк на денот, не заборавајте дека сите видеа од утринската на Телма се објавуваат на нашиот YouTube канал, па таму ќе можете да ги проследите разговорите кои што сте ги пропуштиле. Што додаваме? Оревчиња? Оревчиња од прилика една рака и дресинг. Дресингот јас го направив од дома, мислам дека ќе биде испишан. Само да не направиме белја. Маслиново масло, сенф, јаболков оцет, пола лимон, Макдонос сушен, бибер и целерова сол малку зачинет. Значи, да споменем дека овој рецепт е посен. Така, како ми спомена во Ексе Петровденските пости, така да ова е еден идеален оброк, ќе го кажам. Само една лажица убаво да измешаме и да послужиме во тамирот, така. Да видиме сето тоа како убаво изгледа. Спомена и Татјана дека во Ексе постите, Петровденските пости, така што доколку и вие постите овој период, еве ви супер. Ќе биде интересно со црвено јаболко, доколку сака некој да го проба за да ја смени малку бојата. Добро, ни вака зелено супер изгледа, да ти кажам. Да. И мириса убаво и
Добро, значи не посолуваме сега од оваа сол, затоа што веќе во дресингот имавме целерова сол, а и тоа потенцираме дека треба да се внимава на внесот на сол во исхраната. Доколку после кога ќе дегустирате, доколку имате потреба, додадете си. Но јас не би одела повеќе. Не би ни требало и треба да те послушаме, Татјана, затоа си ни тука. Така, ете така. Затоа што и семфот е еден од намирниците кој што содржи скриена сол, да, така да ете, да не претеруваме. Подпечени состава, јас немам во моментов подпечен сусам, меѓутоа го потенцира вкусот. Да, јас обично користам и подпечени семки, сусам, лелено семе, сето тоа. Ова е извор на здрави масти. Супер шмек. Да. Ова е извор на здрави масти и за оброкот да би бил целосен, ни фалат јаглени хидрати. Јас овој пат, еве, како предлог ги ставам галетите со ленено себе. Кога бирате галети, обично гледате да има одредени семиња, да не бидат чисто ризови или чисто пченкарни, бидејќи галетата како галета брзо го качува гликемискиот индекс, меѓутоа во оваа комбинација е идеален. Е идеален. Епа, драги гледачи, еве го вашиот идеален оброк за денеска, свежата салата со целери со јаболко, галети и овие типови пет на сол за кои што зборувавме денеска со Татјана Павлова. Тања, ти благодарам како и секогаш за прекрасниот разговор, за оваа мини едукација која што имавме денеска во етерот заедно со тебе. Се надевам дека ако ништо друго барем ќе ги замислиме гледачите за тоа колку сол внесуваат дневно и дека ќе внимавате на тоа да го почитувате правилото на Светската здравствена организација, односно препораката за дневен внес од само 5 грама сол. Ете така. Ви благодарам многу за вниманието. Споменав, ако не пропуштивте, појдете на YouTube каналот на Утринска на Телма, тамо ќе имате се што сте пропуштиле. Тања, ти благодарам уште еднаш. Ви благодарам и на вас. Ви посакувам убаво лето и на вас и на гледачите, па се гледаме во друга прилика. Да, до крај на летото повторно. Дај Боже. Да, супер. На здравје со оваа салата денеска во која што доминира целерот.